Неделава пратениците повторно ќе го гласаат законот за ратификација на договорот со Грција. На 5 или 6 јули предлогот според најавите ќе се најде на дневен ред. Доколку повторно ја добие потребната поддршка, законот ќе биде испратен во службен весник без подписот на председателот Иванов. Истата судбина ќе ја има и законот за јазиците, за кој шефот на државата не даде зелено светло. Ова уште во петокот го најави председателот на Собранието Талат Џафери на брифинг со новинари. Очекувањата на Џафери од Иванов не се големи, освен ако шефот на државата не се премисли по добиената покана од НАТО. Ако и по втор пат не потпише, веќе станува лоша пракса со мешање на надлежностите, кои не му припаѓаат. Собранието ќе истера целата процедура до крај, како што треба, рече Џафери на брифингот. По ваквите најави, директорот на службен весник Мартин Костовски за 1TV вели дека институцијата со која раководи нема да ги кочи позитивните процеси во земјава, но тој ќе се води според законските прописи. Ќе се водам по сите позитивни правни прописи во Република Македонија, но при тоа службен весник како институција воопшто нема да биде пречка за напредните и прогресивни процеси во кои тргнува Република Македонија, рече Костовски. Ова би можело да значи дека без подписот на Иванов, законот за ратификација на договорот со Грција, како и законот за јазици, досега ќе останат надвор од правниот поредок на земјава. Доколку сепак тие бидат објавени без подпис од шефот на државата, опозицијската ВМРО ДПМН е предупредува на кривична одговорност. Тој што самовласно прибавува некое свое право или право што смета дека му припаѓа, ќе се казни со парична казна или со затвор до 6 месеци. Доколку Костовски како директор на службениот весник на Република Македонија и Талат Џафери како претседател на Собранието на Република Македонија го сторат ова кривично дело и ги објават законите без подпис од претседателот Иванов, не само што ќе бидат оспорени пред Уставниот суд, тие и ќе се соочат со затворска казна од најмалку 11 години по човек. Но според Уставот, председателот Ѓорѓе Иванов е должен вториот пат да го потпише указот доколку Собранието повторно даде зелено светло. Токму на ова реагираше власта, но и експертската јавност, дека шефот на државата не ги исполнува уставните обврски. Академик Владо Камбовски при неговото обраќање на летната школа по природно право нагласи дека Иванов има должност да ги потпише законите и договорите донесени од Собранието, а не да изнесува лични ставови и толкувања.